Поштовани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Денеска ќе разговараме за она што е очекување од текот на денешниот ден, впрочем од вечерва, кога што и се очекува по заседавањето во ВМРО ДПМН да се искаже и ставот на партијата по однос на референдумот на 30-ти, но во контекст на тоа, додека да стигнат најновите информации, сосема е коректно да се подсетиме на она што до вчера, впрочем, и беше датум кај краен рок кога требаше ВМРО ДПМН да го каже својот став, кога и започна и официјалната кампања, а колешката Душица Мрѓаковачев токму имаше извештај во текот на вчерашните дневно информативни изданија на оваа тема. Да го погледнеме, па ќе се вратиме во студиото. Кој е Христијан Мицковски да му каже на народот што треба да прави? Да се обидува да го замајува со скапи маркетиншки трикови и странски пиар советници. Кој ми го дал мене тоа право? Ке биде ли оваа порака и официјалниот став на опозицијата за референдумот, а Христијан Мицковски во предвичерието да остане воздржан околу повиците дали и како неговите сопартици и поддржувачи да гласаат? Дел од партиските функционери на ВМРО ДПМН вела дека пораката на Мицковски од Кичево е маргината по која партијата ќе се движи. Дел пак очекуваат лидерот на ВМРО ДПМН да повика да се гласа против договорот, кој велат од самиот старт го квалификувал како штетен и антидржавен. Речиси сите се согласуваат дека она што Мицковски нема да го направи е да повика на бојкот. Вела тој веќе се оградил од групацијата Бојкотирам. Опозицијата најавува дека утре вечер конечно ќе пресече како ќе игра на референдумот. На агендата во Белата палата веќе се закажани состаноци со пратеничката група, извршниот и централниот комитет. Тоа нема да биде прв пат да се разговара за референдумот во ВМРО ДПМН, но досега сите состаноци останаа без конечен став. Дека има разногласие во самата партија покажуваат и активностите на дел од функционерите кои се веќе во кампања. Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски активно води кампања за бојкот. Тој побара и пари од собранието, но не доби со образложение дека парите предвидени за кампања треба да ги добие пратеничката група, а ВМРО ДПМН се изјасни дека не ги сака. Активни пак за излазност и гласање против се и членот на извршниот комитет Костадин Богданов и заменикот генерален секретар во ВМРО ДПМН Петар Богоевски. Богоевски за 24 анализа порача дека излезност на референдумот и гласање против е обврска на секој граѓанин. За мене референдумот е највисока форма на известување на граѓанската волја. На тој начин граѓаните директно практикуваат суверенитет, граѓански суверенитет врз републиката. Опозицијата да биде дел од референдумот е пораката што јавно лидерот на ВМРО ДПМН ја доби од повеќеми на европски дипломати. А германската канцеларка Ангела Меркел порача дека, како што рече, во една демократија за клучните прашања постои национална и заедничка одговорност. Мицковски не ја коментираше јавната порака на Меркел, а остана и воздржан за деталите од неговата тет-а-тет средба со германската канцеларка. Од информациите кои што до вчера беа достапни, денеска се кружат разнесувајќи им веста дека можеби постојат две струи внатре во ВМРО ДПМН, како што истакна и колешката Душица во својот извештај. 0260 91 924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате да ги давате вашите коментари, доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, Огнен, од телевизијата 4. Благодарам, поздрав и до вас. Прво и основно овде, овие сите малверзации што ги прави партијата која што ја смета за сериозна партија, ВМРО ДПМН, која што двајца десничари во текот на минатата недела му укажаа на оние недоследности како партија, дури да ви кажам отворено има на закара против ВМРО ДПМН дека ќе избришат од европските карти дека постои ВМРО ДПМН. Треба да сватат и да разберат дека ова не е партиска работа. Ова е работа на Република Македонија. Ова е активност која што треба и опозицијата заедно да се здружат за да можат да пикнат Македонија во евроинтеграциите како во Европа, така и во НАТО. Овде не се работи за поединец, овде не се работи за една партија или за 5 за 3. Овде се работи за цела Република Македонија. Нека извини господин Мицковски самиот предај што каква политика води во самата партија. Ние знаеме тоа. Го слушаме и на довечерни кога нивниот заменик секретар се изјасни дека
треба сите да идат на референдум, без разлика дали ќе бидат против или за. Секој има право да се... Никој нема право да го присилува некого да бойкотира или да на некој начин да не гласа и така натам. Секој има право во Република Македонија, тоа е уставно право. Затоа ВМРО ДПМН јас, како Аспари го повикувам, да изидат храбри, да се одважат, да му кажат на цело свое членство, да се изидат на гласање. Како ќе гласат, тоа е нивна работа. Никој не ги присилува на ништо. Затоа што ова Македонија ќе биде и ќе остане понатаму да биде. И благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Па, очигледно е дека во ВМРО постојат две струи. Тоа не може да го спречат, бидејќи помладите гледаат перспектива за нив и за, да кажам, во наводници нивното членство. Тоа се однесува за сите граѓани на Македонија. Знаат дека е добар договор, не сакаат да учествуваат во политиката што ја спроведува Мицковски. На крајот на краиштата тој како лидер не би смеел и тој свесно не сака да повикува на бойкот, бидејќи знае дека тоа е кривично дело. Некој од професорите го рече тоа, не јас. Ако е кривично дело, повик на бойкот, тогаш тој сигурно ќе одговара, ќе се покраде против него постапка. Тој не сака тоа да го направи. Наводно, најблага опција за него е да каже на своето членство јавно, по медиуми, дека кој како сака нека гласа. Па, не ли го срам едноставно, морам да кажам, да земе да оди против своја држава, а ваму се удара во груди дека е некој патриота. Сите ние што ќе гласаме за, ние сме предавници, како што беше 11 години. Не може така веќе. Народот е многу паметен и свесен што прави во својот живот. И за својот живот, за себе и за своето поколение. Така да нема шанса тој да ги натера да бойкотираат. Може би ќе каже на сите во комитетите по градовите на ВМРО да тајно агитираат бойкот. Но ако тоа се открие, тој што го нарачува треба да одговара. Немаме друга алтернатива, дали е свесен. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Од Битола се јавуваме. Поздрав до Битола, повелете. За референдумот гласавете, не е референдумот, мај се знае дека е успешен, Мицковски џаве. Добро. Што и да прави џаве, мај се мислам дека со време е успешен. Нека изгледат граѓаните, ако се чисти ВМРО-сти, нека гласаат за Македонија. Поздрав. Поздрав и до вас. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Се јавувам од Источниот оддел на Македонија. Поздрав до вас. Сакам да кажам неколку збора. Господ која се го распнулнале. Самиот Господ е викал, простени Господе, не знаат што прават. И овие сега од ВМРО и они не знаат што да прават. За овие 10 години што беше Груевски на власт, нон-стоп викаше. Било која влада, какво решение да донесе со Грција, дали ќе биде добро или ќе биде лошо, ќе одлучуват народо македонски на референдум. Така? Така ли беше? Овде. И сега, што е работата? Зашто не се одлучат? Дали се против? Дали се за референдум? Само знаат да критикуват, брат. Ништо не знаат да кажат нешто позитивно. Добро. Толку од мене били ми поздравен, има многу нешто да кажам, меѓу тоа, така сам вознемирен, не можам да трпам неправди. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, почитуван водител. Поздрав. Како е водеше Миче, на втор пат се слушаме.
Мило ми е, повелете. И ја исто од источниот дел претежно Штип се јавувам. Поздрав до Штип Сад источниот. Моровец, али прв искачам да гласам. Да сте жив и здрав. иднината за наше поколенија. Да не се понижуваат туги патоши, туги земји, туги јазици. Што ни фале Северна Македонија, бе, господине? Со какви патоши сега источниот дел се пустоша, бе? За една година 3.500 првачиња помолку, во Штип преко 200 првачиња. Каде одлетнаат тие лостовички, бе? Мои патриоти, нели се срамете, нели имате греза чувство за етнината, бе? Набутате ги полуписмени во администрација, сега патриоти изиграваме. Мислите за етнината, за децата. Ние више вампирите ујдоме еден по еден. За етнината е битно, бе, да луѓето шетат да видат што значи Европа, бе. Да видат живот стандард. Па тоа е зелно по некој, секој дневно на сите медиуми тропат глупости, не знаат што зборат, бе. Према собствените деца зборе, бе. Па тие греови нема, тие зглобни луѓе, бе. Просто тај Штип што ќе оде стар патриот и цело мало ќе ги водам право да гласат за иднината, за нашите влучиња. Вие сте живи здрави. Добро. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Поздрав од Љупче од Струга. Поздрав до вас, Љупче, повелете. Потполно се согласувам и го поддржувам претходниот гледач. Македонија е навистина на голем крстопат. Или ќе ја биде, или нема да ја биде. Референдумот е обврска на секој граѓанин на Република Македонија. Секој граѓанин треба да излезе и да гласа според своите убедувања. Дали ќе прифати за Европска Македонија, дали ќе ја прифати иднината, светлата иднина на Република Македонија, негово право е. Меѓутоа, секој граѓанин на Република Македонија треба да излезе и да го даде својот глас. Јас ќе гласам за. Добро. Ќе гласам за Европска Македонија, ќе гласам за НАТО. Ќе гласам за безбедност на Македонија, ќе гласам за идните генерации на Република Македонија. Заради тоа што вака, како што тераме, како што Република Македонија тера, односно ја тераја некој до пред 1,5 година од прилика, година и нешто, очигледно гледаме кај ја дотераја. Ја дотераја во ќорсок. Ја дотераја да нема пари за ништо, ја дотераја да нема пари за инвестиции, ја дотераја да не функционира системот, да не функционираат институциите, да не се почитуваат законите. Тоа, на сето тоа, граѓаните на Република Македонија треба да му стават крај со гласање на референдумот на 30 септември. Затоа ги повикувам сите да гласаат. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој страен на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден, ве слушам. Добар ден. Добар ден, повелете. Јавувам од Скопје. Поздрав до вас. Секојаш кога требало да се носат важни одлуки за Македонија, ВМРО... Да, ве слушам, зборувајте. Не чекајте да ви заврши гласот во телевизорот, слушајте ме во слушалка, зборувајте. ВМРО носел погрешни одлуки да станува на погрешна страна. Тој и во времето на НОП од 41 до 45 заедно со четниците и усташите се приклучи на Хитлер на Мусолини. И се знае како завршија тие тогаш. Кога заврши војната, Тито ги затвори и четниците и усташите и ВМРО-ците во Голи Оток, направи држава во која сите живеат и се радуваат. И сега тие пак си на погрешна страна. Треба малку да се освестат. Еднаш барем да заземат права страна кога треба да се одлучува за Македонија.
тие секојаш биле против Македонија и денес тоа го прават. Благодарам, пријатно. Поздрав до вас, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Да, добар ден. Добар ден. Да, повелете. И се јавувам од Битола. Поздрав до Битола. И многу ја почитувам вашата телевизија, одамна не се имам слушнато, ови повеќе пати. Так. Меѓутоа сега од порано не. Јас мислам дека ќе гласам за референдумот и сум за Европска Македонија, за нашите деца, за нашите внуци. Добро. Сум против ВМРО, за нивната политика цел живот не ги сакам, затоа што тие се големи арами и арамите неќе да влезат во ЕУ, ради тоа што после не можат да крадат, како што краде досега. Ова е невидено, нечуено. Јас ќе гласам за нив, за референдумот и за Европска Македонија. Тие што сакат нека прават. И народот поќе за тоа, што слушам луѓе, сите викат дека ќе гласат поќе за референдумот. Тие нека се изборуваат што сакат. Многу ви благодарам што ме слушавте. Поздрав од Битола која се опустоши, нема луѓе. Сите се иселија. Многу ви благодарам што ме слушавте. Благодарам. Ви благодарам многу за јавувањето и слободно да ни се јавите повторно. Поздрав до Битола, следен на линија. Добар ден. Ало. Да, ве слушам, повелете. Добар ден, Добар ден. Слушаме, да, се слушаме, повелете. И со самото одложување на донесувањето на одлуката, ВМРО-ДПМНЕ си даде многу голема важност, но јас искрено очекувам да смогнат сили да кажат секој да се гласа по свое убедување. Зошто тоа го мислам? Јас очекував и дури се опкладов тука со некои мои пријатели и комши дека до денеска најдоцна ВМРО-ДПМНЕ мора да го каже својот став. Затоа што госпоѓата Ангела Меркел не дојде ни случајно во Македонија. Да, дојде да ни помогне, да ни даде до знање дека многу е битно за нас тоа што ќе го направиме со господинот Таев, но за тие 20 минути што му кажа на господинот Мицковски, само тој знае и тие двајца што беа покрај него. Значи, нема играње со државните интереси, со националните интереси. Факт е, не им е лесно, но мора да донесат одлука. Нив политички ги боли. Тие се свесни дека шокирани сите бевме од овој добар договор што е постигнат и никој не очекувавме дека толку брзо ќе дојдеме до такво решение. И не можат да се снајдат, не знаат што да прават, како да застанат против власта практично. Меѓутоа многу погрешно размислуваат, ова е едно, избори и е сосема друга работа. Значи треба, мислам дека има таму доста свесни луѓе кои ќе ја донесат вистинската одлука, па макар и на денеска да ги нападен, факт ги знаеме сите кои се што се таму, меѓутоа мислам дека ќе донесат вистинската одлука и да престанат фалсификати референдумот вона. Референдумот ќе биде успешен бидејќи ни има многу за напредокот на нашата држава, на Македонија, пред се за иднината на младите. Јас ќе гласам за, со сите мои, многу, да не ги кажувам колку луѓе, имајте пријатен ден, ви благодарам што успеав да добијам да го кажам. Благодарам за јавувањето, сте успеале вие сама да среќа во овој случај, нова емисија среќа човек да добие, нема што нам да ни се заблагодарувате. Се слушаме при наредна можност. Дали имам некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Одамна уште еднаш успеал да добијам, сега втор пат успеал да ве добијам, стварно тешко се добива. Повелете. Сакам да кажам дека самото ВМРО ја има разделба во нивното раководство. Јер едни сака да останат ВМРО дрпне, а овие помалите сака да останат ВМРО ДПНЕ. Тука е раздорот голем. Овие што се накрадени до даска све што испокрадува, живо и диво, они сакат да остане Македонија изолирана, да можат и понатаму да изолирано да се затворат во еден тор, да можат да работат што сакат. Нема, народ се освести, виде што е работата. И членството на ВМРО, ДПНЕ, не сака да буде ВМРО дрпне, jer тоа е веќе името во народот. Што дојде госпоđа Меркел, тоа е голема чест за Македонија. Отворно ми кажа, не сакаше да се види со Иванов. Jer со Иванов, тој е обични руски шпион, он работи за руски интерес. Погледајте кој му е во президентство. Тоа е.
И толку, јас сакам овој референдумот да успе и да Македонија иде напред. Добро. Пријатно, све најдобро. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој стерен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. За во емисија. Да, вие сте во емисија, повелете. Вака, Мицковски, слушнав во обед на емисијата, самиот, тоа е популизам, чист. Тој што го прави, прашува кој е Мицковски за да му го направи јавното мнение на македонскиот. Вистина, кој е Мицковски? Обичам, не е политичар, политикант е, ништо повеќе од тоа. Значи, не ги гледа работите, ама баш воопшто. Не му објаснува на своето членство што добиваме, што губиме. Го известува своето членство погрешно, значи. Повторно е идентитетот, во прашање идентитетот со договорот е веќе решен. Јазикот и писмото, тачка, тоа е нашиот идентитет. Добиваме придавка, меѓутоа добиваме исто така пристапни договори за НАТО и за Европска Унија. А тоа е премногу. Значи, тоа е еден голем дострел на оваа влада. Може да му се честита само за таа работа, ништо повеќе. На Заев, мислам, никој не стигнал толку далеку со грците, а еве Заев стигна. Тоа е маката која што го мачи Мицковски и компанија. Значи, затоа тие одијат на картата на популизам, меѓутоа нема да успеат. Народот е премногу свесен, гледа што се случува кај нас, гледа во проживањето како е, и мислам дека референдумот ќе биде успешен и доста луѓе ќе гласат за. Толку од мене. Не доста, туку мнозинството ќе гласат за од македонците. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. Вака, така да почнам. Знаете, ова по мене не е партија работа која што да чуваме. Не ве разбрав убаво, уште еднаш ќе ве замолам. Не е партиска надпревар кај што треба да се одличува дали да се да ВМРО да не паднете ако сте ВМРО. ГДС така рендимо. Се работи за државата, се работи за иднината на децата. И се деца и од ВМРО и ДСДС и гледа од државата и иднината што кажа од штип, кажат педачите од Битмана. Тоа е вистината за Македонија. Имаме деца во помалце деца за основните училишта. Вие во Источна Македонија имате повеќе политики за Италија за дневно. И тоа е проблемот што се јавува во Македонија во едно момент. Че не е проблемот јас гласам дека да ќе одлучам да гласам за Зајден или за Мицковски и за некоја друга партија или двојањки. Работата е што ние добиваме, дали ние ги изгубивме со овој договор. Ништо немаме изгубено. Ние ги изгубивме нашите деца, внуката ми е американка, јас ќе се мислам дали ќе гласам за НАТО или за Европска Унија. Видете, имаат одека деструктивни работи, 50 години вика живеам во Германија и јас сакам знаете името, нема да го давате името. 50 години живеете во Германија, вашите внуци се германци и немаат македонско, вие по потекло се македонско, а од Германија. И сега вие одека ќе го обидувате народот во оваа држава. Ќе ми обидувате мене кој што овде живеам во оваа држава, кој што младинава нема трпение, не изгуби трпение затоа што 20 години се тапкаме. И затоа масовно почна да се изтегува од оваа држава. Не гласам партиски. Добро, благодарам за јавувањето. По она што ми јавуваат од режијата, на крајот сме на емисијата денешна и ви благодарам за споделените мислења. Останува да се следи денешниот ден и од она што ќе заседава ВМРО-ДПМНЕ по однос на мислењето нивно за, односно ставот кон референдумот кој треба да се одржи на 30 септември. Ви посакувам убав ден, останете со телевизија 24.